Без вода и струја во една трошна соба во поранешен задружен дом во кумановското село Челопек живеат 42 годишниот Бобан Јовановиќ и неговата 10 години помлада сестра Сладјана. Во собата која протекува и при најмало количество дожд и има провев од сите страни. Јовановиќ живеа 25 години. Во пресрет на зимата стравуваат за своите животи, се плаша дека таванот и целиот објект кој е изграден пред речиси еден век во секој момент може да се урне. Па нема вода, нема струја. Така вода ја носиме на раце, како што велат македонците. Од каде донесувате? Па имаме еден бунар преку патот. Таму и тоа. Па одлично осветлување само преку ноќ. На еден чумбет, како да го кажам. Значи, тоа е, со дрва тешко се снаоѓаме, а доаѓа и зима, така да ако падне поголем снег, тешко. Може и крово да падне на зградата. Она што им е најпотребно во моментов е да бидат сместени во безбедна просторија да ја презимат зимата, а во меѓувреме локалните власти, општествено одговорни компании и хуманите луѓе, сите заедно во рамките на своите можности да помогнат во обезбедување пристоен живот за нив. Објектот е бил порано задружен дом на некое предпријатие поранешно. ЗИК Куманово. Сега не знам како и на каде припаѓа. Па од тука сме... Тука, од која година сте? Па некаде од 98. Па од животни кози имаме и кокошки. И тоа е. И останавме сами со сестра ми. Значи, ако може некој, ако сака да помогне, како било. До пред неколку дена силна и единствена поддршка во животот им била нивната мајка, но откако починала, секојдневието за нив станува уште потешко, остануваат без дополнителните приходи. Покрај сите маки што ги имаат, сега братот и сестрата месечно ќе преживуваат само со скромната плата на Бобан, кој што е вработен во јавното предпријатие Чистота и зеленило. Сестрата на Бобан не е вработена, но е вредна и придонесува за семејството. Одгледува кози и кокошки, облеката ја пере на раце, а вода носат од бунар кој што се наоѓа неколку стотици метри подалеку од распаднатиот објект во кој што живеат. За Јовановиќ секаква помош е добре дојдена, а сите оние кои што сакаат парично да им помогнат, можат да уплатат средства на денарската сметка на Бобан Јовановиќ отворена во Комерцијална банка. Велат после секое лошо доаѓа добро. Да се надеваме дека после објавената сторија на телевизија плюс добрите денови за Бобан и Сладјана допрева доаѓаат.